Портпарол на главната курдска група во Сирија изјави дека курдските борци го напуштиле северниот град Рас ал Аин и оти во него веќе немало нивно вооружено присуство. Евакуацијата е дел од спогодбата со Турција постигната со посредство на Соединетите држави. Според овој договор, турските сили воведоа 5-дневно примирие на северот на Сирија, за да им дозволат на курдските единици да се повлечат од граничниот појас, што Анкара има намера да го претвори во безбедна зона. Договорениот прекин на огнот истекува утре. По повлекувањето, курдските борци треба да се распоредат во зона од 120 км меѓу градовите Рас ал Аин и Таб Абад. Вашингтон ги поддржуваше курдите во борбата против милитантите на Исламската држава, додека Турција ги смета курдите за терористи. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган го повтори предупредувањето во случај да не се испочитува договореното со посредувањето на Соединетите држави. Buna uyulduğu takdirde ne ala? Uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda biz tekrar Barış Pınarı harekatını aynen bırakılan yerden devam ettiririz. Bunu Sayın Trump'ın gönderdiği heyete zaten söyledim. Diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelere aynen söyledim. Во меѓувреме, американските сили беа видени во неделата како го напуштаат курдскиот град Тел Тамар во североисточна Сирија. Претходно, американскиот министер за одбрана Марк Еспер рече дека според сегашниот план сите трупи што ќе ја напуштат Сирија ќе одат во западен Ирак, од каде што ќе ја продолжат акцијата против Исламската држава. Неговите коментари беа првите кои конкретно посочија каде ќе одат американските трупи кои се префрлаат од Сирија и како би можела да изгледа борбата против Исламската држава. Трамп нареди најголемиот дел од приближно 1000 американски сили во Сирија да се повлечат, откако турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган во телефонски повик јасно стави до знање дека неговите сили влегуваат во Сирија за да извршат притисок врз курдските сили.